ИПА регион Куманово на 4.11.2023 година ќе го одржи своето редовно годишно собрание. Во работниот дел од собранието, значи ќе бидат разгледани пристигнати кандидатури и кои што ќе бидат потребни за да се пополни упразнетите места во надзорниот орган. Како и ќе се разгледува годишниот извештај на регионот и планот за работа за едната година. Значи тоа што се однесува до работниот дел, на свечениот дел, значи ќе имаме свечен дел, нели? Ќе биде подпишан меморандум за соработка помеѓу ИПА регион Куманово и ИПА ВИП клуб Алба Јулија од Република Романија. Значи на собранието ќе земат присуство и делегација од странство на наши збратинени региони, и тоа ИПА регион Добој од Босна и Херцеговина, ИПА регија Лесковац и ИПА Косовско Поморавје од Република Србија. Освен нив, значи на собранието ќе бидат присутни високи делегации од националната секција на Република Македонија, значи од ИПА регион Скопје, Прилеп и Штип. Покрај нив, значи ќе имаме и голем број на гости, односно ИПА пријатели подржувачи на регион Куманово. ИПА е најголемо меѓународно полициско здружение каде што учествуваат, значи, активни и пензионирани полициски работници. ИПА регион Куманово е втора по големина во Република Македонија и брои над 750 активни членови. Генералниот слоган на ИПА, на светската ИПА е Серво Перамикецо, што би значило во превод во служба преку пријателство. Во текот на 2023 година имавме голем број на активности, меѓу кои ќе ви издвојам едни од поважните. Значи имаме одржано меморијален турнир во шах по повод годишнина од смртта на наш колега, односно член на управен одбор на ИПА регион Куманово Мартин Петкоски. По повод 7 мај денот на македонската полиција имаме во соработка со Црвен крст организирана хуманитарна акција, значи во собирање на прехранбени продукти, гардероба и сето она што е неопходно за да им се додели на семејствата кои имат потреба од таква работа. Утре на денот на одржување на годишно собрание ќе имаме кутија за доброволен приход, која што од собраните средства, нели, ќе планиравме да на децата со посебни потреби, со пречки во развој, околу новогодишните празници да организираме доделување на пакетчиња и она што нешто им е потребно, најпотребно во овој момент.